Браќата Борисов и Заев си разменија подароци. Едниот ти подари блокада на Македонија, другиот го подари Гоце Делчев на Бугарија. Наместо жесток одговор на бугарските уцени и условувања, македонскиот премиер во едно интервју ги удоволи сите бугарски барања, па дури Делчев го прогласи за бугарски покрај македонски херои. На територија на регионална Македонија навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Гоце Делчев е само еден од потезите кои Заев ги направи минатиот период, а кај најголем број од македонците се сметаат за предавство на Македонија и скандалозно менување на историјата. Многу сум огорчен. Да, не очекував такво нешто, али тоа е, мислим, го покажува неговиот карактер. Може до сега ги криел неговите дела, идеали, не знам, и друго така. Изјавата е катастрофална. Значи, нема мотив, нема никаков разум да он работи како сака против народот, својот народ. Значи, он се рачуна како наш човек, да не води, а не да не продава. За попустливоста на Заев жестоко реагира и опозицијата. Вели потезите на премиерот се недозволиви, а единствен изаз во моментов гледат во влада на национален спас. Ниту оваа квинслиншка влада, од нашата колективна меморија, од нашите срца, ќе избрише улогата, ликот и делото на Даме, на Гоце, на Питу, на Хаџи Арсов, на Хаџи Николов. Не е доволно само извинување, туку и оставка. Влада на национален спас, експертска влада за пребродување на економската, здравствената и политичка криза. Инаку дека Македонија и Бугарија се блиску до договор за Гоце Делчев потврдуваат и Заев и Османи. Она што е загрижувачки е дека македонската влада молчи за што преговара, додека Бугарија е децидна Гоце Делчев да биде признаен како бугарин.